Добар ден и добре дојдовте на мојот YouTube канал. Во денешното видео ќе зборуваме за здравје, односно како да се доведеме себе си во отсуство на било какви болести, вируси, алергии или негативна состојба која што е спротивна од виталност и здравје кај човекот. Од состојбата на нашиот ум зависи како ќе пристапиме во секојдневните предизвици на денот. Дали ќе гледаме на животот и денот со позитивни мисли и очекувања, или ќе гледаме со негативни мисли, ставови и перцепции, ќе се затвориме на некој начин во оквирот на негативното. За да се чувствуваме позитивно со самите себе, неопходно е да имаме позитивни мисли и очекувања за иднината, да поставиме цели и да се стремиме кон тие цели кои нам лично ни се важни. Но исто така потребно е да бидеме само свесни за нашите позитивни страни, способности, вештини и достигнувања и постигнувања, но од друга страна и за нашите негативни страни, пасивност, летаргија, можеби лоши навики или пак недоразвиени способности кои што на некој начин бараат од нас одговорност. Направената разлика во овие две нешта, во нашата позитивна страна и негативна страна, ќе доведе до тоа да видиме каде сме ние во животот и што треба да преземеме во иднина, за да можеме да се одведеме кон едно по-добро животно скалило, по-квалитетна личност, но и да отидеме до едно по-високо животно скалило од аспект на тоа со нашите способности и силни страни или со надминатите слаби страни, да го направиме животот онака како што сакаме и да имаме изобилие на секое поле. Во сите свети книги е напишано: развивај го и негувај го позитивното во себе, а на тој начин и Божјата енергија ќе те заштити, а истовремено ќе ти помогне да отидеш кон своите цели кои што ти се неопходно важни. Духот ја движи материјата, па затоа нашето тело мора да се смета како една материализација на она што живее во нас, но исто така и навиките кои ги применуваме во текот на секојдневието. Спојот помеѓу материјалниот организам и духот ја сочинуваат психичката личност која го опфаќа целиот наш мисловен и емоционален живот. Од квалитетот на таа психичка личност ќе зависи тоа во колкава мера ќе бидеме приемливи за највисоките психички дразби, бидејќи за одржување и правилно функционирање на организмот потребно е и одредена сила на основната наша животна енергија, додека од состојбата на нашиот душевен живот ќе зависи дали оваа животворна енергија во нас ќе може да делува непречено и хармонично или ќе биде попречена во своето дејство, со што ќе доведе и до дисхармонија. Ова ни кажува дека доколку сме ние постојано под стресогени фактори, на некој начин сме отворени и за дисхармонија во нашето тело. Со константен стрес, притисок и дисхармонија во себе, ние автоматски се движиме на спротивната оска на здравјето во нашиот организам, а тоа значи дека го истоштуваме и го истрошуваме од секој аспект и ги преоптеретуваме сите внатрешни органи и животни функции кои на некој начин треба да извршуваат работата во хармонија, за и нашето тело и организам да биде во хармонија. Затоа што кога организмот не е во психофизички баланс, на тој начин ги користи сите потребни ресурси во самото тело за да може да ја одржува оваа хомеостаза. На ист начин, како малото бебе, во утробата на својата мајка во првите 9 месеци од животот, ресурсите ги користи од својата мајка за да создаде еден хармоничен, идеален простор во кој што ќе може идеално, правилно да се развива. На ист начин, нашето тело функционира во надворешниот свет, односно тоа ги користи сите потребни ресурси во нашиот организам, во нашите клетки, кислород, биоритам, крвоток, се она што постои како дел од нашиот организам, за да може тоа совршено да функционира и да ја движи енергијата, нашата животна енергија, да биде во психофизичко на некој начин здравје, а тоа е идеален услов за нашата душа всушност да престојува во ова земјено тело на некој начин во идеални услови, исто како што малото бебе
расти, се развива во идеални услови во утробата на својата мајка. Доколку ние не му го возможиме ова и сме под постојан стрес од надворешните услови и не сме среќни, не сме задоволни и сме во постојана фрустрација, ние на тој начин целосно нашиот организам и тело го доведуваме до колапс, односно да ги користи сите сопствени ресурси за да може да ја одржува таа константна хомеостаза, но бидејќи не може да ја додржи, може да ја додржи краток период, меѓутоа ние кога живееме премногу долго во дисхармонија, на тој начин телото создава преголем притисок од сите страни и не може да ги издржи овие услови, па на тој начин понекогаш создава внатрешни автоимуни болести или видливи надворешни болести, како што се, да кажеме, од најмалото нешто, настинка, вирус, бактерија, која што на некој начин доаѓа во овие идеални услови кои што се создадени веќе во нашиот организам и тело, а потоа, доколку живееме па премногу долго на овој начин, да се создадат во едни помалигни и сериозни заболувања. Бидејќи сите клетки и ткива се под постојано влијание на нервниот систем. Секоја психичка дразба, ние која ја чувствуваме во текот на секојдневието, има следствено влијание и на сите клетки и системи во организмот. Секоја клетка, како и целиот човечки организам, поседува во помала или поголема мера природна отпорност кон сите штетни надворешни и внатрешни влијанија. Одбранбените сили на телото се на толку совршен начин поставени, што само со трајна злоупотреба и непридржување до основните животни правила е возможно овој природен имунитет да се намали. Затоа организмот има таков капацитет на некој начин да ги користи сите внатрешни средства за да го заштити нашето психофизичко материјално тело. Исто како што космичката и божествената енергија се труди секој добар човек да го заштити од потенцијалните негативни духовни сили и енергии, кои што на некој начин постојат и не напаѓаат доколку се движиме кон негативната оска на живење и шириме негативна енергија, автоматски сме отворени и за негативни ентитети во духовниот свет. Тоа ги вклучува и сите наши навики и нашата секојдневна рутина на некој начин. Односно, тоа вклучува се она што ни штети на физичкото здравје, па и на психичкото. Меѓутоа, психичкото здравје ги прави овие нешта врз основа на своето незадоволство. Тука мислам на пушење цигари, лоши навики, летаргија, хранење на нездрава храна, водење на некој пасивен, непрогресивен живот, постојано жалење, постојано може би правење некои негативни комуникации, разговори со други луѓе кои што ја влечат таа позитивна енергија од нас и всушност не тера да размислуваме и да се фокусираме на негативните аспекти на животот, општеството, случувањата и се она што се случува во едно просечно општество каде што најчесто тоа се негативни вести. Исто така важи и за оние наши пријатели кои што постојано се жалат, а ништо не преземаат во својот живот. Но тука не вклучува и нас, ако ние сме воопшто такви со другите и помеѓу другите луѓе, тоа значи дека и ние ја поддржуваме оваа негативна енергија и ширење на зло. Но гледајќи од аспект на организмот, сето ова влијае на нашето психофизичко постоење, енергија и физичко тело, затоа што секоја мисла, енергија и вибрација создава позитивен или негативен спектар во нас на вибрации, кои што ако ние го одржуваме она што е позитивно и се фокусираме на позитивното, колку и да е невозможно да се види, а секогаш може да се погледне и да се најде позитивното, меѓутоа тоа е ствар на личен избор, така што од тоа зависи каков ќе биде нашиот вибрационен спектар и фреквенција која што ние ќе ја зрачиме, а истовремено и ќе ја привлекуваме околу нас. Сведоци сме дека многу луѓе живеат со години лош биоритам на живот, стил на живот и некој ќе се најде да каже па што му фали. Ете го живееше 80-90 години. Меѓутоа, иако привидно изгледа така дека овие луѓе се здрави, сепак тоа не е вистина, затоа што внатрешниот организам кога
живееме ние на еден лош начин на живот и спротивно од она што нашата душа всушност го има како потреба во овој материјален физички храм, е многу поразлично и многу поинакви се барањата, и иако тие луѓе наведом живеат и живеат на долг век, сепак тоа не значи дека на душевно ниво не влијае врз нивното психофизичко постоење во однос на тоа како тие се чувствуваат, доживуваат себе, како го перцепираат животот. Од друга страна, тоа е неизбежно како последица дека тие луѓе најчесто се соочуваат и со или чести болести, настинки и вируси, или некои хронични болести, или пак можеби некои повреди или сообраќајка или нешто кое што на некој начин животот ги тера, универзумот ќе ги натера да застанат и да видат каде се и што прават на себе и на своето тело. Меѓутоа, ова најчесто со лекување и со одење на лекар го надминуваат и го продолжуваат стариот начин на живот, кој што всушност нема никаков бенефит и нема никаков позитивен крај, затоа што тоа исто како кога не сме ја научили лекцијата и животот не става повторно и повторно на истата лекција, на ист начин е и со нашето физичко здравје. Што значи ефективноста на нашиот имунитет зависи од нашето физичко и психичко здравје, односно од состојбата на нашиот дух. Па да сумираме. Каде лежи крајната причина за болестите? Таа, за среќа, лежи во душата. Зошто за среќа? Затоа што тоа ни кажува дека со промената на односот кон сопствената душа, автоматски ќе придонесеме и за нашето здравје во нашето физичко материјално тело. Негативните мисли, лутината, инстинктивниот бес, агресијата, негативните емоции, нетрпението, сомножот и сличните карактерни слабости преку нервниот систем имаат голямо влијание врз телото. Од времетрењето на оваа психичка состојба во нас зависи на кој начин организмот ќе се бори или реагира на нив и понатаму во животот. Што значи дека душата и телото се во толку блиска меѓусебна врска, што секоја промена во нашиот психички живот веднаш предизвикува соодветна реакција и на одделни органи. Особено, нашата циркулација е многу подложна на нашето психофизичко постоење. Затоа често кога сме под стрес можеме да приметиме дека нашето срце биење е многу забрзано, крвта ни циркулира и не можеме да останеме смирени во мир, затоа што телото одма дава аларм на бори се, на бегство, на преживување. Автоматски активираме и нашата прва чакра, која што всушност не може да ни даде простор да се подигнеме на едно поддиховно и по-убаво и мирно скалило, кое што го можат последните чакри. Ова е важно да се напомена затоа што живењето по духовен начин на живот автоматски не оддалечува и од првата чакра, која што е всушност преживување, и на тој начин не воведува да не зависиме многу од тој физички материјален аспект на живење, туку да продреме малку во подуховниот начин на живење. Кога живееме подуховно, ние правиме многу поквалитетни избори, имаме поголема љубов кон себе, разбирање за својата душа, но истовремено и правиме поквалитетни избори во однос на тоа кој имаме околу себе, со кој правиме комуникација, колкави се нашите граници и кон што го движиме нашиот живот. Ова нека биде едно видео за сите вас кои што работите на себе, да направите идеални квалитетни избори како за почеток на оваа 2024 година, каде што ќе можете со тие избори уште на почетокот да воведете нови навики кои ќе придонесат за вашето психофизичко здравје, не само на краток, туку на долг рок. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам среќна нова 2024 година. Доколку пак сакате да погледнете видео во кое можете да научите како можете да го програмирате умот за нови навики, погледнете го моето видео токму со овој наслов. Линкот ќе го ставам по завршувањето на ова видео. А ние се гледаме во следното видео. Ви благодарам.